Вработените во основните и средните училишта во 4 општини од регионот го реализираат штрајкот што го најави Синдикатот за образование, наука и култура. Тие дојдоа на работните места, но не ја реализираа наставата, поради што учениците кои изутрината дојдоа на училиште беа принудени да се вратат дома. Слична е состојбата и во детските градинки, освен во детската установа Павлина Велјанова, каде беа згрижени сите деца. Вработените во училиштата во општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево се придружија на штрајкот со кој бараат повисоки плати. Наставата не се изведува, а учениците се вратени дома. Задоволни сме што наставниот кадар го почитува договорот за штрајк и така ќе продолжиме се до исполнување на барањата, истакна Стојко Рамов, претседател на Синдикатот за образование, наука и култура за Кочанскиот регион. Од градинката Павлина Велјанова во Кочани пак информираа дека ги примиле сите деца, иако дел од вработените ја почитуваат одлуката на СОНК за штрајк. Со реорганизација на вработените, кои се одлучиле да го продолжат воспитно-образовниот процес, згрижени се сите деца. Таква е состојбата во сите 5 објекти, со што им е овозможено на родителите без проблеми да ги извршуваат работните и други обврски, истакна директорката на Павлина Велјанова Едита Миткова. Завршена е реконструкцијата на главниот потисен цевковод за водоснабдување на Кочани, на кој што градежните работи се реализираа во изминатите 4 месеци. Во бунарскиот комплекс Грдовски Орман, увид во завршените градежни активности направи градоначалникот Љупчо Папазов во придружба на претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и вработени во комуналното претпријатие Водовод. При тоа беше нагласено дека станува збор за важна инвестиција, што ќе обезбеди непречено водоснабдување на граѓаните и на другите корисници во општината. Добиваме еден стабилен систем за водоснабдување, ги намалуваме загубите и во делот на можноста земјоделците да пристапат до своите земјоделски површини со почеток на сезоната за наводнување се покриени со датумот за извршување на нивните активности. Обврската на општина Кочани беше да ја спроведе постапката на експропријација на трасата по која се изведуваше овој проект и обврска ќе биде заедно со изведувачот на работите да се вратат парцелите во правовитната состојба. Ваков проект се реализира еднаш во 50 години и очекувам бенефитите да ги почувствува и комуналното јавно предпријатие Водовод, општината Кочани и граѓаните на општина Кочани. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски нагласи дека во делот на административните работи општина Кочани беспрекорно ги завршила своите активности, со тоа овозможила да се добие нова технички функционална целина. Тука бевме на почетокот на активностите таму некаде во декември месец. Еве сега сме во април месец и можеме да кажеме дека за помалку 4 месеци е изведена целата траса и сите техничко-технолошки зафати кои што се неопходни за да се добие на функционална целина. Општината исто така во делот на административните работи беспрекорно ги завршува своите активности. Очекувам да се продолжи и понатаму со реконструкција нормално на водоводниот систем. Зборувавме тука и со градоначалникот, и со директорот, но и со останатите лица дека присутни за како да се оптимира производството, при тоа да се намалат трошоците за да се задржи при исклучително високата цена на енергенците, ниската цена на водата и дури да се намалува, зашто да не би, дека знаете, сепак водата е регулирана, снабдувањето со вода е регулирана дејност и убеден сум дека во најмала рака што ќе се случува во периодот што следи нема да има покачување на цената на водата, а зошто да не и со оптимирање на трошоците истата да се намали, ќе повторам, при исклучително високи цени на енергенците, при исклучително висока цена на електричната енергија која што дека е потребна поради пумпите кои што го снабдуваат градот Кочани со вода. Со реконструкцијата на главниот потисен цевковод беа заменети 2250 метри, за што се инвестираа 44,5 милиони денари. Нив општина Кочани ги доби од државниот буџет со пренамената на средствата од неизградениот карго аеродром кај Штип. Цевководот е со вкупна должина од 5 километри, а во првата фаза од пред 10 години беа реконструирани околу 1 километар и 300 метри.
Со комплетирањето на работите, водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 285 литри вода во секунда. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис со наслов "Најлесно е китењето со туги перја" реагира на присуството на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на увидот по завршената реконструкција на главниот потисен цевковод во Кочани. Сите бевме сведоци на денешното парадирање на представници од локалната власт заедно со нивниот шеф Мицковски. Добро е што глумат загриженост за вчерашното потврлање во однос на најавениот прекин во водоснабдувањето. Впрочем, тоа е единственото нешто за кое би можеле да зборуваат од аспект на одговорност, како единствен потфат во кој директно се вклучени. Она што е незамисливо и неприфатливо е бескрупулозното припишување на проекти како своја заслуга. Барем еднаш да бидат свесни дека не можат и не смеат медиумски да ја манипулираат јавноста. Тоа што им недостасуваше во изјавите ќе го дополниме. Договорот за изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски Орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен систем во општина Кочани е склучен на 27 јули 2021 година со процената вредност од 44 милиони и 500 илјади денари помеѓу тогашната локална власт и градоначалникот Николчо Илиев со поддршка од владата предводена од СДСМ. Со овој проект се решава едно од суштинските прашања за Кочани – подобрување на системот за водоснабдување за наредните 50 години. Се надеваме дека во иднина ДПМН ќе научат да бидат транспарентни и ќе можат да ги пренесуваат информациите во целост. Сепак станува збор за доброто на нашите сограѓани, а не прилика за сопствена реклама. Се уште со нетрпение ја чекаме најавата и на нивниот капитален проект, каде вистински ќе се види нивната заложба и нивните капитални ветувања во предизборието, стои и во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Кочани. Кошаркарите на баскет Дино Деликатес како домакини забележаа победа од 109-73 во првата плей-оф четвртфинална средба од третата кошаркарска лига против тимот на Дибра Иглс од Дебар. Надпреварот што се одигра во саботата беше само потврда за добрата форма на нашите кошаркари, кои во ниту еден момент на противникот не му дозволија да се понадева дека може да извлече поволен резултат. Затоа зборува и кош разликата во сите 4 четвртини, при што баскет Дино ги доби во своја корист, односно играше 23:18, 26:16, 34:20 и 26:19. Публиката во салата Сашо Лазарев Чапо уживаше во настапот на младите момчиња, кои покажаа дека се ефикасни во нападот и одлични во одбраната. При тоа, најмногу поени, вкупно 23, постигна Филипов. Зад него се најдоа Лазарев со 19, Илиев со 14 и Крстов со 13. Ивановски и Крушарев постигнаа по 8 поени, додека Томевски и Коцев по 5. Со по 4 поени се најдоа Дзмбов, Соколов и Богданов, а Романов постигна 2 поена. Следната средба кошаркарите на баскет Дино Деликатес ќе ја играат во гости во Дебар. Доколку повторно забележат победа, тогаш ќе се пласираат во полуфиналето од разигрувањето за влез во втората кошаркарска лига. Доколку пак претрпат пораз во Дебар, тогаш во Кочани ќе се игра уште една средба, од чиј резултат ќе зависи понатамошниот настап во полуфиналето. Во саботата во бугарскиот главен град Софија се одржа меѓународен надпревар во традиционално џудо, на кој со тројца надпреварувачи учествуваше и кочанскиот џудо клуб Гладиатор. При тоа сите тројца се закитија со медали, односно Христијан Павлов го освои првото, Дамјан Крстов второто, а Ненад Максимов третото место. Исто така нашиот џудист Крстов беше прогласен за најдобар техничар на турнирот. Покрај овој надпревар, представниците на џудо клубот Гладиатор учествуваа и на семинар за бразилско џиу-џицу, при што се здобија со сертификати. На надпреварот во традиционално џудо, како судија учествуваше и тренерот на Гладиатор Драган Шекеровски, при што од Меѓународната џудо федерација му беше доделен будо пасош и сертификат со кој е назначен за председател на традиционалното џудо во Македонија.
Исто така тој е назначен и за председател за работа во џудо со лицата со посебни потреби и оштетување на слухот. Со присуството на надпреварот во Бугарија, нашата држава под мотото џудо за сите се придружува на слични иницијативи што веќе се спроведуваат во Бугарија, Грција и Велика Британија. Викендов се одигра 22-то коло во првенството на втората македонска фудбалска лига, во кое екипата на Осогово доживеа уште еден пораз. Жолто-сините на домашен терен загубија со убедлив резултат од 5:0 од Струмичка Беласица, со што воопшто не ги исполнија очекувањата дека ќе направат некакво изненадување. Исклучително слабата игра и неангажираноста на домакините ја искористија гостите, па откочени си заминаа со 3 бода. Иако првото полувреме заврши без голови и имаше некаква надеж дека Осогово ќе извлече барем бод, сепак се пропадна во 51-та минута, кога гостинскиот играч Трајков го постигна првиот гол и ја почна победничката серија за Беласица. Вториот гол во 74-та минута го постигна Милушев, а потоа на 6 минути до крајот на средбата Осогово прими уште 3 гола. Во 84-та минута стрелецот пенал беше Коцев. Во 86-та минута гол постигна Крстев, а точка на надпреварот стави Грегори Давков во 88-та минута. Со поразот, Осогово останува на досегашните 27 бода, колку што имаат и Пехчево и Кожув, но поради полошата гол разлика, од 5-то се симна на 7-то место. Во следното коло жолто-сините ќе имаат уште еден тежок надпревар со оглед што ќе гостуваат против Прилепска Победа. Виничка Слога во ова коло гостуваше против Братство и ја оправда фаворитската улога, совладувајќи го домашниот тим со 3:0. И на овој надпревар за откривање на резултатот се чекаше второто полувреме, со оглед што првиот дел од средбата заврши без голови. Стрелец на првиот погодок за Слога во 52-та минута беше Стојов и со минималното водство на гостите помина скоро целото второ полувреме. Кога се очекуваше дека средбата ќе заврши со 1:0, пред самиот крај за 3 минути беа постигнати уште 2 гола. Најпрвин во 82-та стрелец беше Симевски, а во 85-та минута победата за Слога ја потврди Митревски. Со новите 3 бода виничкиот второлигаш сега има вкупно 48 и останува на лидерската позиција пред Беласица и Победа, кои имаат бод помалку. Во следното коло Слога на домашен терен ќе се сретне со последно пласираниот тим на Локомотива.